Најстарата мисловна игра на светот, Бадуко или попозната уште како Го, денес беше презентирана пред студенти на Штипскиот универзитет. Зошто оваа игра е добра за сите, објасни еден од најстарите Го играчи на Балканот, Желко Веселиновиќ од Ниш. Реч е о најстаријој мисловној игри, која е задних 2 години основица за... Се работи за најстарата мисловна игра, кога последните 2 години е основа за комбинација на софтверски програми за вештачка интелигенција и станува се популарна во светот. Играта е позната како изворедно средство за развој на детската интелигенција и за смирување на децата кога се потемпераментни. И умиривање оних кои су мало лепршави, како ми кажемо, темпераментни. Бадуко или Го е игра која може да играат сите генерации, од деца до возрастни. Што е потребно да се почне со играње? Потребно ви е да имате само 20 играчи, постои 60 црни и бели камчиња и една табла. Таблата може да биде со разни димензии, например 9-13 или 19 на 19 и добра волја. Правилата се најпрости, камчињата се поставуваат на пресеците на хоризонталните и вертикалните линии и на крајот кој ќе освои поголема територија. Имаат са некои ситни правила, меѓутоа времето не дозволува да ги објасниме сите. Инаку, играта се наоѓа на листата на признаени неолимписки спортови, а најдобрите играчи од Србија за учество на надпревари се финансираат од владата. Услов да се формира Го сојуз во Македонија е да има регистрирани најмалку 3 клубови. Првиот веќе функционира во Охрид, вториот најверојатно ќе биде во Штип и третиот во Скопје.